Мило ми е што сите сме спремни да одиме за ЕУ. Меѓутоа, патот за ЕУ, особено исто така, бара целосно и комплетно имплементирање на Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп, бидејќи ЕУ како Унија ја ратификува и ја прифати Конвенцијата како лек специјалис за заедницата на лица со хендикеп. И во овие изминати години, значи од осамостојувањето па до ден денес, некако самата заедница на лица со хендикеп постана не на маргините, него често веќе викам се симнавме под земја. Но овдека нема да поставуваме такви прашања, имам две прашања. Едно е поврзано со корупцијата и со финансирањето на граѓанските организации. Во овие изминати години од осамостојувањето на Република Македонија, голем дел новите организации на лица со хендикеп во основа се градеа и се уште се градат и исклучиво се поддржуваат исклучиво од Европска Унија и од амбасадите. Меѓутоа, како вие планирате да го прекините правилото диведе ет импера во однос на финансирањето на така наречени инвалидски организации или организации на лица со хендикеп и да го отворите тоа чекмеџе кон сите останати организации на лица со хендикеп. И второто прашање кое што повеќе се однесува на политичките и граѓанските права е тоа како вие како влада ќе овозможите поголема активна вклученост и експертиза на заедницата на лица со хендикеп во регулаторните тела и самата влада, за да може и да и помогне на владата во одењето на патот кон ЕУ, а следејќи ги принципите и правилата на Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп. Прво, за вклучувањето на лицата со хендикеп по сите можни институции можеме да успееме ако и внатре во самите граѓански организации, здруженија и сојузи ја отвориме дебатата. Ако владата се наметне да ја исправи неправдата на некои ги кажуваат окупирани сојузи, институции или слично, и тука се распределуваат парите, тогаш ако владата тоа го направи, тогаш тоа би биле политички притисоци, мешање во нивната работа или слично. Знаете дека буџетите од прилика се обезбедени, преку труд и социјала распределени, дел од игрите на среќа и во еден круг се затвараат. Ние државме состаноци како тоа да биде транспарентно, отчетно, да биде линеарно, достапно до сите и се. И таа е внатрешна дебата која што е отворена. Сакаме да ни предочите како можеме тоа да го унапредиме, подобриме и да стигне до сите. Затоа што досега сојузите се на ниво на федерации и вака се распределуваат сите нивни членки кои што ги имаат по територијата на Македонија, добивате еден мал дел, голем дел се за некаков вид на активности кои што се спроведуваат, често дискутабилни и проблематични, и сето тоа предизвикува сомничавост кај лицата со посебни потреби, со инвалидитет, со попреченост и слично, за да ги отварат вака прашањата како што и вие денеска директно тоа го отворивте. Давајте ни современи примери како постои тоа и функционира во светот. Ние сме подготвени да ваквите примери ги практикуваме во Македонија. Сме разговарале и насамо. Јас, Мила Царевска, министерот Тевдовски, министерот за здравство Филипче, како да помогнеме дополнително плюс со вакви средства, ама да бидеме сигурни дека навистина тие ќе бидат имплементирани онака како што ги замислувате заради реализација на одредени проекти. И во регулаторните тела, и во сите други институции, јас гледам на лицата со инвалидитет, со попреченост, со посебни потреби, рамноправно како со сите граѓани. И треба да конкурират заради тоа што тоа се едуцирани лица, капацитетно се подготвени, со се. Може би имат физички пречки во развојот и им треба по соодветно софистицирано решение да стигнат до работното место. Но тие го работат работното место исто како и сите други граѓани. Така да може би да членови на антикорупцијска комисија, членови на антимонополска, членови на антидискриминаторска, не знам за ревизија, да бидат сериозни државни ревизори во Државниот завод за ревизија, или не знам во сите други институции кои што се контролен механизам на извршната власт. Ве охрабрувам да конкурирате, да се јавувате. Поддршката ќе ја имате од мене, ако некаде можам да го дадам моето позитивно мислење во процесот на одлучување. Најчесто од нив парламентот ги бира. Но тоа што е
мнозинство во парламентот, со кое што имам добра соработка, ќе ги добие сите мои укажувања дека тоа е наше ветување, дека тоа е наша обврска и треба да дава шанса за рамноправна и еднаква застапеност од секој аспект на граѓаните во институциите кои што се контролни механизми.